Dobro večer, dragi pratitelji. Nema namera večerova analiza da je prav, но пожарите во Калифорнија кои трајат неколку дена, ме принудија како аналитичар да погледнам и во говорот на планетите и да ги анализирам настаните во Калифорнија, поточно Јужна Калифорнија. Некој ќе каже случајно е, не може да се каже дека е случајно. За ова да го анализирам, ми помогна наталната карта и на Доналд Трамп, но и неговата предизборна кампања. Зашто го велам ова? Кога почна кампањата, Марс му беше ретрограден во 12 куќа, значи од 6 декември. Царевом кој дојде веќе беше избран, беше 6 декември. Марс од 6 декември, значи до 24 февруари ретрограден. Беше во 12 му се врати. Сега во 11 ретроградно се врати. Значи, многу се сомнителни пожарите. Зошто сомнителни? Се појавуваат на 6 места за многу кратко време, не може никој да делува, уништени се над 12.000 објекти. Интересно, во кампањата Трамп се закануваше на 24 личности, ке ќе ги гони кривично, а интересно во пожарот на сите тие 24 личности се препоса куќите ли изгореа во пожарот. Има податок чак дека и куќата на Хантер Бајден, синот на се уште активниот претседател на САД Џозеф Бајден, изгоре во пожарот. Наскот може би чуди дали ово борба против и почеток на војна против еврејското лоби, особено во Америка. Од друга гледна точка, не знам како знаете податокот, Калифорнија годишно издвојуваше $680 милиона за Израел, за одбраната на Израел. Значи, еврејското лоби ја држеше не само САД, Калифорнија и изјавата на некои многу пред него премиери кажува дека САД е најголемата колонија на Израел. А само да напоменам една работа, Џон Кенеди убиен поради две работи. Едната беше што бараше федералните резерви кои се во приватни еврејски компании, се вратат по државна кампања како со државните резерви. И втората беше Палестина да се признае. Во првиот свој мандат, Доналд Трамп побара истото што побара и Џон Кенеди, поточно федералните резерви да се вратат под државна капа. И беше напаѓен. Интересно, зад него застана второто еврејско лоби, не знам колку ќе се евреи, но помајка евреј Илон Реви Маск, кој вложи чак $250 милиона во неговата кампања. Дали ова речистување меѓу нив или сосема друга приказна, времето ќе покаже, но факт е дека буквално започнува војна со еврејското лоби, со делоризација на Америка. Не треба да се заборави дека може би има една казна за Калифорнија, една од најбогатите држави во Америка, заедно со Филаделфија и Тексас, кои бара и отсипување и други меѓу нив, значи независност. А Трамп најави чак дека ќе припојува Канада, Панамскиот канал, Гренланд, така натаму. Се тоа ништо не е случајно, ова е предигра. И некои тие пожари мора да признам, се уште не е откриено како се запалени, а денеска посват климатски оружје кои ги поседува и Русија, и Америка, па и Кина. Значи, ово не е случайно, ќе видиме на што ќе идете, но секако ќе намали економската стабилност на САД, ќе дојде до побрзо пропаѓање на доларот, нивниот пазар и нормално, а тоа ќе се одрази и на војната моќ. Овој пожар што се случува во Калифорнија, на Калифорнија, не се знам уште колку ќе трае, автоматски Украина ја остава без оружје, поточно без американска помош,
Pored dosta pa dolari sjali, mora da vnima. Kad postoji opasnost i neko skladišta nema nuklearne bombe. No, ti vidim, no, znači, kod ja pogledam ovakako, kažem, ja diplomiram na Jugoslavijski sud za novinarstvo, opći smer, grupa analitičari, no астрология и парапсихология ги тренирам od 83. godine. Кои ми помагат во моите анализи. Че гледајќи картата на Доналд Трамп, предсадува што треба во 21. Че ово се случува сето време дека он треба да биде инаугурацијата, мислам, на 21. овој месец, а на 17. овој месец Иран и Русија, Руската федерација, подпишуваат стратешка спогодба која што има Русија со Северна Кореја, значи во случај на напад на една земја, значи во случај на напад и на друга. Што значи дека на евреите се затвара сите дупки што се вика, они што сака да победат војна со Иран, нема да може, ако сакаше Трамп ќе го направише во првиот мандат. Интересна работа, сега Јупитер исто ретрограден во 10-та куќа на Доналд Трамп, значи на многу избраниот, но се уште не е Бајден актуалниот, и ќе биде до 4 февруари. И не е случајно да се оневозможи дека да почнат да биде оневозможување на доаѓање на Доналд Трамп на власт. Неговата безбедност е доста загрозена. Укажав дека и на Путин е исто му е загрозена овој период, но може не му е паметно да одиде на земјата. Но пожарите за мене не се случајни и интересна работа, хидрантите, значи вода нема доволно. Пред не знам колку години било забрането да се полни од воздорница, значи нема чак ни доволно вода за гасење, а голема економска штета. До сега се смета дека направена е штета, ствари изнесува се штетата измеѓу 250 и 270 милиарди долара, а смета дека најмалата штета ќе биде околу 500 милиарди долара, инаку за илустрација тоа е пола војни буџет на САД. А знаеме дека САД е незадолжена земја во светот. За време на Бајден од 23 некаде 1000 милиарди, сега е дојде околу 36 милиарди долара. Сето тоа ќе влие и на глобалната политика сцена, мислам, овие пожари ќе се одрази и во следната подоба на глобалната сцена. Или може да предизвика глобални војни судари, особено меѓу Америка и САД поточно кажано, и Кина. Не случајно Си Џинпинг кој што минатата година и кажа на војската да бидат подготвени за војна. Значи, пред нас е година кој ќе донесе корените промени, година кој ќе донесе почеток на распад на ЕУ, кој може да заврши 26 или 27, а исто така ќе дојде, веројатно САД ќе се повлече од НАТО, бидејќи големо претворување, земјите кои барат Трамп да плаќа под 5%, тоа е многу, они не може да соберат по 2 камали 5%. Некој првиот знак, на кој се пошиваме, за распадот на НАТО е и изборот на Керинска за заменик секретар на НАТО. Иако вели народот кажа не за НАТО, ако се добро сеќаваме, референдум беше неуспешен, кога кажавме дали со промена на уставот име да влеземе во НАТО, самата државна изборна комисија кажа дека референдумот е неуспешен. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ. Среќна православна нова година. Ќе почнеме од часот 12. Со Затвор напред, Македонија пред се. И се знае, памет влада на владата и многу да не трча како прве пред труда.